Најнапред благодарам за Агротим кој што пројави интерес да ја осознае целокупната состојба во агенцијата и да сподели една реална состојба во која се наоѓа во моментот агенцијата. Јас сум именувана за директор на агенцијата од 13 ноември. Во овој период од 3 месеци, неполни 3 месеци, се обидуваме да воспоставиме пред се доверба и да го вратиме нормалното функционирање на агенцијата. Не дека агенцијата не функционирала, меѓутоа самата состојба која што се направи во агенцијата од аспект на притварање на директор, преземање на одредени мерки и активности, ја ослабна самата пред се доверба во вработените во агенцијата, кои пред се професионалци, луѓе кои што работат повеќе од 20 години, меѓутоа и самите новинари и медиумите си го направија своето да се разниша и довербата на самите земјоделци кои претежно се поврзани директно со Агенцијата за финансиска поддршка. Во смисла да агенцијата постои за земјоделците, а не земјоделците да постојат за агенцијата, тоа го користам како фраза, меѓутоа реалноста е таа да ние обслужуваме некаде околу 70.000-80.000 земјоделци кои поднесуваат барања по различни основи, кои добиваат услуги по различни програми, директните плаќања, руралната програма, ИПАРТ програмите, така да во моментот сметам дека во најголем дел е стабилизирана ситуацијата во агенцијата, иако се уште имаме одредени постапки, имаме напади од повеќе медиуми, меѓутоа со оглед на тоа што се врати во нормала функционирањето на агенцијата, се издаваат документи, се прават договори, се издаваат решенија, без разлика дали негативни или позитивни, не навлегуваме во тоа, процесите отпочнаа да течат нормално. Сега имаме дополнителни работи кои што ги одговараме према другите институции, према ревизорски тела, према обвинителство и сите други институции кои што бараат податоци во спроведување на активностите кои што се отпочнати поврзани со случајот, меѓутоа имаме и тековни работи кои што агенцијата нормално ги извршува и ги спроведува во овој дел. Вака се со ИПАРТ, веќе 3 месеци оваа тема се дискутира низ медиумите. Меѓутоа, состојбата можам да кажеме дека и малку премногу експонирана во јавноста и не доведе да Брисел се посомнева во одредени активности. Имавме постапки кои што ги спроведовме за да се докажеме у целава процедура и пред институциите, меѓутоа и пред земјоделците, дека агенцијата функционира и дека системот за одобрување и спроведување на програмите од ИПАРТ функционира. Тоа се докажа со ревизорскиот извештај кој што го направи НАО националното тело, се докажа со ревизорскиот извештај кој што го направија ревизорите за ИПАРТ и направивме дополнителни неколку внатрешни ревизии и извештаи кои покажаа дека ние како институција, агенцијата, системот внатре функционира. Тоа што поединци се дрзнале да го злоупотребат системот и да ја злоупотребат својата службена положба за остварување на лични цели е предмет на обвинителство и постапките секој треба да си го добие тоа што го заслужува во поглед на тоа што го направил. Меѓутоа, со Брисел сме на комуникација, малтене секојдневна комуникација со мејлови и со националното тело, со НАО. Изготвивме еден акцијски план со кој се обврзавме таму кај што констатиравме ризици и од нисок, и од среден, и од висок потенцијал да не се повторат, се со цел да не се повторат, не дека ризиците ги нема, ќе ги исклучиме скроз, меѓутоа да не дојде до повторување барем на овие ризици кои што во моментот се констатирани дека постојат. Направивме акцијски план и се обврзавме со тој акцијски план да спроведеме низа активности со кои ќе ја зајакнеме целата таа контрола и ќе ги зајакнеме процесите. Вториот момент кој што го инициравме ние е измена на програмата за ИПАРТ, кој што го работиме заедно со телото за управување со ИПАРТ со Министерство. Одредени измени каде што бараме зајакнување на критериуми и додавање на дополнителни критериуми, се со цел да се избегнат сите манипулации кои што се јавуваат во одредени процеси, меѓутоа сме немале легална, да не кажам, рамка или програмска рамка за да ги спроведуваме. Инициравме заради побудени од целава ситуација која што ја имавме, инициравме измена на закон
затоа што програмата е едно што има Брисел, меѓутоа ние мораме да добиеме легитимитет согласно националното законодавство, да добиеме легитимитет за да можеме сите процедури и сите аномалии кои што се јавуваат во процесот, а сме влезени во процеси на поврат на средства, на тужби, на нерешени повеќе годишни предмети, имаме и од ИПАР 2 и сега од ИПАР 3, да направиме една измена на законот за агенција, каде што ќе ставиме јасни критериуми по кои што ќе нема субјективност во одлучувањето, едноставно ќе се направи рамка по која ќе треба секој службеник да одлучува. Измените на закон се доставени до влада, се надевам дека во најбрз рок, имајќи во предвид ситуацијата, истите ќе се донесат и во собрание, ќе бидеме поддржани од пратениците во собрание. Друг момент кој што го имаме со ИПАРТ е дека Министерството има представник во Брисел, има канцеларија. Во комуникација сме нон-стоп со луѓето од таму. Меѓутоа и луѓето кои што се во DJ Agri се задолжени за комуникација со агенцијата, доставуваат мејлови и прашања за да можеме и бараат документи за да ја продолжиме постапката за акредитација за мерките за општините кои што треба да ги воведеме дополнително. Со самото тоа што тие иницираат ние да доставуваме одредена документација, да продолжиме со акредитацијата, мене ми дава за право да кажам дека ние сме на вистинскиот пат да ја вратиме довербата и да го вратиме ИПАРДот на ниво на тоа кој што треба да го има во Република Македонија. За сите тековни активности се координираме со националното тело. Еве сега од пред 2 дена започнавме со редовната ревизија која што си ја прави ревизорското тело за ИПАРД. Сите активности течат нормално. На наше барање доставивме до НАО документ со кој ќе ни одобрат да ги продолжиме постапките до момент на создавање на финансиска обврска, затоа што имавме доставено барање од повеќе луѓе за анекс на договор, продолжување на рок за инвестиција не стигнале луѓето и други слични моменти кои што директно не ни составаат фискална импликација на целава програма, меѓутоа заради суспензијата од Министерство за финансии која што беше стаена, не можевме да ги продолжиме постапките. Добивме согласност и во текст се веќе измени на повеќе од 50-60 договори кои што согласно нивните барања ние ги реализираме. Барањата за исплата ги доставуваат до агенцијата и од НАО ни побараа да доставиме и за трети и за четврт квартал колку би била таа финансиска импликација за тие барања кои што доспеваат и истекуваат роковите од 6 месеци за да можеме да ги исплатиме и да отпочнеме со експост контролите кои што ги правиме на терен, дали е реализирана инвестицијата или не е реализирана. Со тоа што извештајот за третиот и за четвртиот квартал, НАО веќе утре ќе го достави до Брисел и се надевам дека во најкраток можен рок Брисел ќе ни одговори што ние понатака како на кој начин треба да постапиме со ово. Знаете дека и покрај тоа состојбата која што е во Брисел, доколку се оцени дека треба да се исплатат луѓе кои ќе влеземе по повисоки финансиски импликации, можеме средствата да се исплатат и од буџет на државава за целава оваа ситуација да не се прекине, затоа што имаме луѓе кои што плаќаат и камати и веќе им се реализирани инвестициите и некоректно и нефер ќе биде према нив да ги држиме предолг период од дозволениот период кој што го имаме согласно програмите. Вака како временска рамка, не можам да кажам која временска рамка би била, меѓутоа можам да кажам дека ние си дадовме рок за 6 месеци сите барања кои што беа побарани од Брисел да ги реализираме во поглед на зајакнување на капацитетите и вработување во агенцијата, за реализирање на обуки за луѓе во кои што влегуваат доправа со договор или да ги реализираме на неопределено време. Обезбедување на просторни услови, што и како е битно за Брисел, затоа што сведоци сте во какви услови работиме. Значи, склучен е договор за реконструкција на објектот на соседнава зграда до нас и ќе имаме огромен простор кај што ќе може да се создадат реални услови за да работат луѓе не само од ИПАРД, туку на целата платежна агенција и тоа го очекуваме согласно договорот кој што го имаме од проектот со Светска банка, значи го очекуваме да се заврши некаде септември-октомври агенцијата да добие нови простори, со каде ќе имаме една поинаква атмосфера за работа на сите вработени кои што се.
затоа што забелешките у самата ревизија беа дека луѓето се немаат основни услови за работа, може да се злоупотребат податоците од еден до друг колега, да се споделат неовластено. Тој проблем ќе го надминеме затоа што веќе е избрана фирмата за реконструкција и целиот процес отпочнува. На 12 имаме закажано состанок каде што официјално ќе ја пуштиме зградава да отпочне реконструкцијата со Светска банка и продолжуваме со дообезбедување на сите оние барања кои што ги имаше Брисел за да изградиме една платежна агенција во која што никој нема да се сомнева дека нема капацитет и каде што ќе имаме институција која што ќе биде почитувана од Брисел пред се и на еден ранг на институциите кои што се во другиве држави. Најголемиот дел од земјоделците револтот го упатуваат према платежната агенција, се може би оправдано дека добиваат финансиски средства и барањата ги поднесуваат тука, меѓутоа платежната агенција е еден сервис кој проверува само исполнетост на услови врз основа на претходно донесени документи. Значи програмата, сите програми, тргнувајќи од програмата за директни, за рурален, програмата за ИПАР, сите програмски документи по кои што работи платежната агенција, сите политики, мерки, услови кои што треба да ги исполнат земјоделците, ги креира Министерство за земјоделие. Предлог програмите ги донесува влада и стануваат програми по кои што агенцијата нема избор, туку тоа е обврска да работи по тие програми. Ние не можеме да избереме дали некоја мерка ќе ставиме одреден критериум или некоја мерка ќе ја исплатиме или нема да ја исплатиме, затоа што во програмите и во уредбите кои што ги носи Министерството, а ги донесува влада, се прецизно дефинирани сите критериуми. Вториот момент и да ги обработиме ние податоците во моментот кога ќе бидат авторизирани, спремни со налози. Ние немаме никаква надлежност понатаму во исплатата. Ние ги доставуваме во Министерство за финансии. Меѓутоа и таму подлежат на одредени контроли, на одредени мечирање на податоци, обезбедување на финансиски средства за средства кои што се исплаќаат од Трезор, така да ние како агенција го трпиме најголемиот притисок, меѓутоа сакам да знаат земјоделците, стоиме на располагање на секој еден во рамките на агенцијата да му кажеме дали барањето му е окей, исполнува услови, ги задоволува критериумите или ако имаме можност да се дополни, да се коригира, тоа се надлежностите на агенцијата. Сите други како да кажам, не надлежности, туку постапки кои што претходат или се после постапките на агенцијата, не се во надлежност на агенцијата. Министерството, ако не ги искреира меркиве, ако не ни обезбеди средства, ние како агенција не можеме да исплатиме. Од друга страна, ако финансии не ни ги реализираат трезорите, ние како агенција немаме влијание да кажеме дека еве ние, нели, исплатете ги, ова мора да се исплати. Не. Тие преценуваат на кој начин, во кој временски период и со која динамика ќе ги исплатат налозите доставени од нас до Трезор во цела оваа постапка. Најчесто прашање сега кое го добивам нели на бројот кој што ми е јавен, малте него знаците земјоделци, кога ќе почне исплатата. Да ви кажам дека 90% од земјоделците не ме разбираат, дека програмата не е донесена. Јас немам легитимитет да почнам со авторизација на предмети, а не со исплата додека не се донесе програмата. Во тој дел сакам да ги појасниме работите дека додека не се донесе програмата, ние немаме легитимитет од каде ќе имаме пари за сите тие решенија да ги подготвиме и да ги доставиме до Трезор за исплата. Вака се, ние во мислењата кои што ги доставивме до влада, дадовме наши забелешки покрај во делот дека не ни се обезбедени доволно средства за исплата на заостанати обврски. Имаше една наша забелешка дека за динамиката на исплата треба да постои календар на исплата. Од страна на Министерството може би оправдано што не ни го прифатија нели како предлог, затоа што се соочуваме со недостиг на финансиски средства во целата ова. Меѓутоа не можеме да кажеме па дека од страна на земјоделците не е оправдано барањето дека треба да постои таков календар. Мора да постои одредена динамика, мора да постои одреден редослед и приоритет. Тие приоритети мора да се испеглат, можеби не со календар, меѓутоа со некоја определување на некоја динамика на исплата, затоа што не може да има приоритет тој што
поднел барањево последен, а тој што го поднел барањево пред 3 години да не може се уште да ги добие парите. На тоа ќе инсистираме и ќе држиме како агенција со тоа што добивме поддршка и од влада во тој дел да се исплати се што е заостанато, обврскиве кои што се веќе доспеани за исплата, да ги исплатиме во рамки на можностите, поточно во рамки на средствата кои ни ги определи Министерство за останати обврски за претходните години, иако не се доволни, ќе кажам далеку се од доволни, и ќе ни биде проблем со ова. Меѓутоа, ќе се обидеме се што е заостанато во тој дел да го реализираме, а потоа да отпочнеме со исплата на нови мерки. Најчесто е прашањево ни стои Свети Трифон сега пред ова, знам и на што се нели алудира, и традиционално лозарите и овоштарите, пошто е нели традиција во Македонија, ќе ги добијат парите доколку се донесат програмите. Со тоа што ќе кажам дека програмите уште не се донесени, се надевам дека до крајот на неделата ќе се донесат, затоа што без донесена програма, пак ќе кажам, агенцијата нема легитимитет да издава нити решенија, нити налози. Од кога ќе се донесе програмата, мене ми треба 2 до 3 дена да целата постапка ја проверам, да ги авторизираме сите документи, ако се обработени, подлежи на авторизација предметиве, проверка на должници, ни системи пуштање, валидни трансакцијски сметки. Мислам, има подолг процес кој што треба ние како агенција ни треба 2 до 3 дена да го изработиме за да можат налозите да се пуштат во трезор. За лозарите и овоштарите да не се за ги парите се обезбедени, така да нема проблем во тој дел, ќе бидат исплатени. Меѓутоа после ова ќе дадеме предност на исплатите кои што се доспеани, а не се реализирани. Да не се очекува, пак ќе кажам, млекото е веќе одамна останата обврска, требало да се исплати барем месеците април, мај и јуни, ако не повеќе, е обврска која што сме требале да исплатиме уште во 25-та. Сточарството ни е во една фаза на опаѓање, луѓево се разочарани со самата таа мерка која што беше 24-та и од 2200 апликанти беа исплатени само 800 луѓе кои што исполнуваа услов, престрог критериум. Луѓево едноставно се најдоа затечени од целава ситуација, да мерка од 24-та заради задоцнато исплаќање се реализираше на малтене да кажам 26-та на крај на 25-та од декември, и неможноста за реакција да сите тие кои што оправдано реагира, пак ќе кажам, оправдана е реакцијата на сточариве, не е неоправдана, затоа што не можеш да му ставиш критериум 50% да му бидат предадени во кланични капацитети, а при тоа да не му ги одбиеш нерепродуктивните грла и машките грла на говед. Оправдана е реакцијата. Меѓутоа, па од друга страна, треба да не разберат и нас и дека нешто што е донесено во 24-та не може да се ревидира и да се донесе во програма 26-та. Едноставно е законски невозможно да се направи таков вајпас на целата оваа постапка за некоја мерка која што 24-та сега да се направи продукција у 26-та година. Млад земјоделец мерката продолжува. И ќе напоменам тука што мислам дека е многу битно да ги информираме земјоделциве. Има и таму огласот практично од документиве кои што се бара не е во целост чист или не им се барани критериуми, односно документи кои што реално не постои институција што ги издава или може да ги издаде. Да. И имаме сега, направивме постапка, се консултиравме со правни лица, значи за тоа што го исполнуваат услово ќе се бидат одобрени и ќе им се дадат пари. Меѓутоа треба да разберат дека таму кај што и тие не се виновни што не може да го извадат тој документ од целава ова нели ситуација. Меѓутоа ние како агенција за тој дел од некој сега 5000, 10.000, 20, 30 зависи од висината, не е повеќе од 50 никаде, 50.000 денари, не може да ги одобриме заради тоа што не поседуваат документ кој им се бара во самата постапка, а го имаат и во самиот договор како облигационен документ кој што мора да се достави за да може да се исплати. Тука ни се обезбедени париве, ќе ги исплатиме сите, контроливе ни се почнати и ќе ги завршиме, така да со ова мерка за млад земјоделец ќе имаме и наредна, мислам и ова година повик, ќе си продолжи меркава со тоа што младите земјоделци ќе се исплатат во цела ова постапка.
Ќе имаме дели од органското исплата, иако и таму имаме проблем со програмата од 24-та, кај што е даден услов, јас пробав да се објаснувам, меѓутоа не можевме да се објасниме во целост. И таму во програмата се ставени критериуми кои што у моментот нема како да се исполнат. Да произведеш, да предадеш органско јагне во кланица е нешто кое што кланицата треба пред тоа да биде регистрирана за ова, а тој услов им е задолжителен и го бараат. Така да ние средствата кои што исполнуваат услови и се окей со документација за органското ќе се исплатат и 24-та и 25-та, затоа што спаѓаат и тие во заостанати обврски од целава оваа постапка кои што не се исплатени. Меѓутоа, мојот апел до земјоделците, кога се прават програмите, да ги прашуваат и да детално им се објаснат меркиве. Кои критериуми се бараат, кој е условот за исполнување на тие критериуми, колку е висината на поддршка, кој период се бара конкретно еве за чување на стока, процент на предадено. Значи сите тие се дефинираат кога се прават програмите. Кога ќе дојде програмата во агенцијата за платежната агенција, ние веќе сме стајани пред свршен чин. Ние исплаќаме и гледаме критериуми врз основа на тоа што е веќе донесено. Нас тоа ни е рамка и од рамката нема излегување. И ние укажуваме на сите овие моменти, иако дадовме и сега мислење и укажување за цела во оваа постапка. Меѓутоа, ние како платежна агенција можеме да го кажеме искуството назад од годините, кај ни реагирале земјоделците. На кога се прават програмите, обично се присутни најголем дел од здруженијата и представници на сите здруженија, и тие се тие кои што треба моменталната состојба да си ја прикажат во целава оваа постапка, дали е окей ова да се имплементира или не. Основата на целата оваа програма и условите кои што се диктираат треба да прават земјоделците. Затоа што тие преку своите здруженија имаат легитимитет било кое барање да го достават, да се разгледа и доколку е во рамки на закон да се прифати. Не може да се реагира отпослед кога ќе се донесе програма, ќе се почне со исплата, тие што нема да добија средства, реакцијата доправа доаѓа затоа што не добиле средства. Основата е во креирањето на мерките. Таму како ќе ги креираат мерките, ние натака продолжуваме со имплементацијата на сите овие мерки. Значи, земјоделското здружение не е проформа. Тоа треба да биде организација кај што ќе се слуша гласот на земјоделецот. Не е проформа да избереш председател кој што ќе вика да, окей, и нема да крева галама на состаноциве, затоа за меркиве што не одговараат или за критериумите кои што не одговараат, а од друга страна свесни дека земјоделците имаат премногу проблеми кои што може со тие мерки не да се решат во целост, секогаш ќе има незадоволни, меѓутоа да се сведат во некоја рамка кај што најголемата група од таа категорија на производители ќе биде опфатена и ќе ги добијат условите кои што можат да ги исполнат. Да не се бара невозможното, туку исполнување на нешто кое што најголема таргет група може да го исполни во овој дел.